Здраво на сите. Еве и денес 29.10. 8:30 часот наутро. Да видиме кои беа најважните вести од грчките вестници во изминатиот ден. Ја избрав веста од Танеа за воената парада што се случуваше во Солун вчера. Понатаму изјавата на Левендис. Ципрас и Каменос ја продадоа Македонија. И ова вест во врска со ракометот меѓу Македонија и Грција и ознаката за Македонија со МКД на грчката радиотелевизија. Да видиме сега во врска со воената парада. Величествена голема воена парада во Солун. Со величествена воена парада на булеварот Александар Велики започна во Солун празничните демонстрации по повод националниот празник 28 октомври. Со величествена воена парада на булеварот Александар Велики во присуство на председателот на Републиката Прокопи Павлопулос и на председателот на Република Италија Серџио Матарела и представници на политичкиот, општествениот и економскиот живот од регионот, во Солун започнаа празничните демонстрации за националниот празник 28 октомври. Господата Павлопулос и Матарела ги пречека министерот за одбрана Панос Каменос, началникот на генерал штабот адмиралот Евангелос Апостолакис и гувернерот на Централна Македонија Апостолос Дзизикостас. Парадата започна со инвалидите од војната на Колички, а голем аплауз доби се грчкото здружение на потомци на македономасите, на борците за Македонија, Павлос Мелас, кои што ја пеа песната Прочуена Македонија и Македонија ексакусти. А представници на македонските здруженија викаа Македонија е Грчка. После заокружувањето на парадата следеше авионска демонстрација со воен авион F-16 од водот Дзевс и пилотот испрати ваква порака: Добар ден Солун, добар ден Македонија, добар ден Македонијо. Нето на грците е извор на единство и соработка како што покажува присуството на председателот на Република Италија. Да гледаме кон еднината со достоинство и надеж за многу години Грцијо, за многу години Грци. Председателот на Републиката Прокопи Павлопулос, одговарајќи му рече: Господине мајор, како јас, така и председателот на Република Италија сакаме да ви потврдиме да бидете сигурни дека сме горди со вас, со вашите меѓународно признати способности и за вашата неискажлива храброст. Секојдневно на дело покажувате колку смело го чувате воздушниот простор на Грција и следствено и на Европската Унија во целост. Непобедливиот војсководец, се мисли на Бога, да ги штити вашите крила и да ги ободрува вашите души за многу години. Тоа е написот од Танеа во врска со воената парада. Еве ги. Потомците на македономахите, Елинес состети Македонија, Грци спасете ја Македонија и војните инвалиди. Од Товима рековме ке го прокоментираме ова делче Левендис. Ципрас и Каменос ја предадоа Македонија. Против владата се произнесе и председателот на Обединетите центри Василис Левендис, кој што го обвини премиерот Алекси Ципра и министерот за одбрана Панос Каменос дека ја предале Македонија во Преспа во текот на излагањето што го направи после
војната парада во Солун. Значи, ова е веќе продолжение на претходната вест. Владата отиде во преспа и ја предаде Македонија. Господинот Кодзијас и господинот Ципрас ја предадоа Македонија. Па и што и ако волјата на грчкиот народ во огромен референдум е дека Македонија е грчка, кога постои влада која што ја предава Македонија, кажа председателот на Унијата на Сдруженијата на македономасите, претпоставувам. Во исто време, господинот Левендис го насочи својот оган против Неа Демократија, велејќи дека председателот на Неа Демократија Киријак Мицотакис го даде името Македонија и го батали. Името го дава Мицотакис и ќе беше голема грешка, голема лага да го гласаме Мицотаки и да го да ни се случи истото како што ни се случи и со Ципра. Исто така искажа својата жалост за позицијата на Соединетите Американски држави во врска со темата и искажа дека покажуваат неблагодарност. Тоа е врска со оваа вест. Значи, и третата вест која што избрав е од Елефтерос Типос. Се однесува на во врска со надпреварот во Ракомет меѓу Грција и Македонија. Сигнатурата со која што беше означена Македонија на почетокот на надпреварот беше МКД и на Грчката радиотелевизија. Која Македонија бре деца. Грчката радиотелевизија 3 ја го крсти тимот на Фиром МКД. Една голема грешка направи на државната телевизија со тоа што ја го крсти тимот за хендбол, за ракомет на Фиром Македонија во надпреварот со Грција. Како што се гледа од таблата, ја покажа соседната земја како МКД, значи тоест Македонија. Во текот на емитувањето, Грчката радиотелевизија 3 го поправи тоа Фиром, но не го поправи со Фиром, да сме искрени, туку со ФИР, Former Yugoslav Republic. Нормално, Македонија не се споменува ни во Фиром, но злото веќе беше направено, како што велат. Тоа е тоа. Ве поздравувам. Тоа беа според мене најважните вести во врска со нас од грчките медиуми од изминатиот од вчерашниот ден. Поздрав, се гледаме и се слушаме наскоро.